Каква беше безбедноста на сообраќајот во 2022 година? Секоја година безбедноста во сообраќајот е на повисоко ниво. За 2022 година се уште немаме официјални податоци, но се надеваме дека бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди во Република Северна Македонија би бил помал во однос на 2021 година, која беше една од најбезбедните во последните 15 години. Какви се кампањи реализиравте во текот на 2022 година? Во 2022 година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата реализираше голем број на превентивни кампањи, од кои како позначајни се издвојуваат: зимска и новогодишна кампања, кампања за 8 март и денот на влюбените, намалија брзината, зголемија сообраќајната култура, кампања И јас и ти сите сме пешаци, во рамки на која беше реализиран и стручен собир кампања за велосипедисти и мотоциклисти Носи кацига, кампања Безбедно лето 2022, летна кампања Вози одморен, која ја започнавме и ја реализиравме во соработка со Агенцијата за безбедност во сообраќајот и Министерството за внатрешни работи на Република Србија на териториите на двете држави долж коридорот 10. Оваа кампања резултираше со зголемување на безбедноста на овој коридор. Кампања Безбедно возење на трактор и земјоделски машини, Европска недела на мобилност и кампања Не користи мобилен телефон додека возиш, во рамки на која исто така беше реализиран и стручен собир. Овие кампањи беа поддржани и реализирани во соработка со Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност Скопје. Сите кампањи беа успешно реализирани, со голем број на активности низ целата држава, во директна комуникација со учесниците во сообраќајот. Сакам да им се заблагодарам и на представниците од медиумите за нивната поддршка во реализацијата и промовирањето на овие кампањи. Задоволни ли сте од реализираните кампањи и каков ефект имаат тие? Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е задоволен од реализираните кампањи и продолжуваме понатаму со нови кампањи, се со цел да ја подигнеме сообраќајната култура на повисоко ниво. Какви активности реализиравте за најмладата популација, за децата? Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во текот на целата година реализира едукативно-превентивни активности и предавања за најмладите учесници во сообраќајот. Редовно се посетуваат градинки, основни и средни училишта, како и факултети. Се подготвуваат и дистрибуираат едукативни материјали, а се изведуваат и заеднички активности на терен. Имате ли соработка со институциите од регионот и како ја оценувате таа соработка? Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата редовно остварува меѓународна соработка со исти или слични организации од регионот и пошироко. Во рамките на таквата соработка, представници на Републичкиот совет годинава учествуваа на повеќе научни и стручни конференции и симпозиуми во земјата и во странство, а беа реализирани и работни средби со институциите од поранешните ју републики. Оваа година Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата прослави 60 години јубилеј. На кој начин го одбележавте? Оваа година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата одбележа 60 години постоење и активна работа на полето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Во таа чест реализиравме бројни активности, а подготвивме и монографија
како придонес во овековечувањето на заедничките дела ни сите 60 години постоење на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. На 12 мај беше организиран стручен собир на тема Безбедни деца, безбедна иднина, на кој учествуваа стручњаци од областа на безбедноста во сообраќајот од нашата земја и од регионот. На стручниот собир беше донесена декларација за поголема безбедност на децата во сообраќајот, која ја подпиша Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски и Министерството за локална самоуправа. Беше одржана и свечена академија, а беа доделени и бројни плакети и благодарници за посебен, личен и институционален придонес во унапредувањето на сообраќајната превентива и безбедноста на сообраќајот. Што ќе им порачате на учесниците во сообраќајот за 2023 година? Новата 2023 година нека донесе многу радост, среќа и благосостојба во секој дом. Сите заедно да придонесеме за издигнување на безбедноста на сообраќајот на уште повисоко ниво. Затоа, почитувајте ги правилата и прописите и бидете одговорни учесници во сообраќајот. 2023 година нека биде најбезбедна досега.